Со блокади и масовни протести до почист воздух, екоактивистите и жителите на Кочани го изгубија трпението. Утре ќе го блокираат влезот на фабриката Paper Mill, за која се верува дека е најголем загадувач на градот. Овие аматерски снимки направени вчера само потврдуваат дека фабриката не ги почитува изречените санкции од страна на државниот инспекторат. И наместо да ги намали штетните емисии во воздухот како што му беше наложено по вонредниот надзор, тие продолжуваат со труење, алармираат од Сдруженијето Green ORG. Фотографиите на кои се гледа како Кочани обвиткан со смог ја прелеа чашата, па граѓаните синоќа самоиницијативно на социјалните мрежи организираа протест, за кој како што велат знаат кога ќе почне, но не и кога ќе заврши. Токму затоа што мерењата веќе два пати поред покажаат дека Paper Mill загадува надвор од границите, значи со PM честички и свјагарот моноксид. Меѓутоа и покрај преземените санкции од страна на државниот инспекторат, односно тоа беше казната, предлог казна од 20.000 евра, истите продолжуваат да работат со исто темпо и на ист начин. Освен казна од 20.000 евра на фабриката е наложено еднаш неделно да врши мерење и за 2 месеци да постави филтер. Ваквиот извештај фабриката го обжалила, доставувајќи резултати од мерења, со кои покажуваат дека тие се движат во границите на нормалата. Но за екоактивистите се невалидни, бидејќи мерењето на штетни емисии во воздухот го правеле без надзор на инспектор. Тие му дадоа рок од 2 месеци, односно до 15 февруари, на кој ден што треба тој да го промени својот филтер, односно начинот на функција на оваа фабрика. Меѓутоа, ние како граѓани сакаме фабриката до тогаш да се префрли да работи исклучиво на метан. Се до тогаш на нас казната од 20.000 евра воопшто не ни значи кога ние продолжуваме да се труеме од нивниот чат. Деновиви и Штипјани дишат нечист воздух. Синоќа PM честичките во градот познат по ветрот достигна над 370.